Ќе ја вклучиме нашата драга колешка од Охрид, Росица, која што ќе зборува токму на зајди сонце во Трпеица. Тие си имаат една преубава, прекрасна традиција која што трае 15 години. Се надевам дека со Росица се слушаме убаво и дека ќе може да искомуницираме од тука директно линковски. Одлична гледка ни дава. Да, ни дава одлична гледка. Повторно сме со релаксација. Ова утро убаво ни е. Ајде, Росица, дали може да се слушнеме со неа? Добро утро! Добро утро, Оливера. Добро утро, Слободанка. Добро утро, Повели. Поздрав од Охрид. Поздрав и од нас од Скопје, дека е преубав е преубав. Убаво кажа ти во најавата. Денеска со мојот гостин Милчо Јовановски ќе поразговараме за културно-забавната манифестација на зајди сонце во Трпеца, која што се одржува 15 години поред. Добро утро, Милчо. Добро утро. Нека биде убав денот. Така, и не може да биде лош со ваква најава и со ваков разговор за убава манифестација. Милчо, како дојдовте на идеја да почнете да организирате оваа манифестација? Трпеца никогаш не му недостасувало, така да кажеме, туристи, бидејќи го викаат и македонското Сен-Тропе. Меѓутоа, манифестацијата е одлична. Така, синоќ ја отворивме 15-тото издание, беше прекрасно, со убава публика, со убави настани и така натаму, со промоција на оваа книга, односно монографија, чиј автор сум јас и која опаѓа се она што се случуваше овие 15 години. Истовремено можам да кажам, и јас самиот се замислив, синоќа, реков, Боже, кога помина 15 години, навистина е еден долг период од нашите животи, од животите на сите 7 членови на Здруженијето за Трпеица со љубов, и кога повторно си се сликавме како една заедничка фотографија, рековме, добро е, одиме на следните 15 години, овие ги поминавме, ги прегрмевме, тоа се првите почетни години, кога понекогаш размислувавме, ајде уште ова лето, другото веќе не и така натаму, затоа што знаете времињата се секогаш скудни, спонзори, настани, случувања, професионални обврски кои сите од нас ги имаме, но љубовта кон селото, кон Трпеица, бидејќи сите потекнуваме на некој начин од таму, е најголемото нешто што не води во помислата дека таму мора да има манифестација. Така пред 15 години на еден Божик со мојот кум Маријан, седевме дома, му обетевме празнично и така натаму, и тој ми вели, ај нешто да направиме 2 дена бара се случува во нашава Трпеица, знаеш, сите доаѓаат на плажа, потоа ништо нема што да прават околу 8-9 часот, пред да се легна некаква забава да им понудиме. И знаејќи дека јас сум човек токму од таа сфера во културата, новинарството и така натаму, како велиме ние ми ја фрлија дицата, јас се нафатив на тоа, собравме на група на луѓе од Трпеица, Нина Момировска, Габи Неделковска, мојата сопруга, нивните сопрузи и така натаму, сопругата на Маријан, и ја почнавме таа приказна 15 години со ред. Не беше лесно, но беше предизвик да се направи еден бренд на некој начин. Оно што е најважното сега е тоа што од 20 до 28 јули секогаш традиционално се одржува манифестацијата и веќе почна толку дена беше по 9 дена и на почеток. Точно, јас бев и кумот и на Здруженијето и кумот на манифестацијата, нели најубави се зајди сонцата во Трпеица, и затоа така се обидовме да направиме еден сплет на настани кои започнуваат точно штом ќе зајде сонцето, некаде околу 20 часот и 30 минути, и тоа беше она предизвикот да се направи манифестација, односно настани кои ќе траат околу 1 час, и потоа луѓето да си продолжат секој во своите апартмани, во своите куќи и така натаму. Оно што сакам да го кажам е дека веќе сега луѓето кои доаѓаат, кои се задоволни сите овие години од настаните што се случуваат таму, го темпираат својот одмор токму во овој период. Тоа ќе кажам, дали има луѓе кои што се постојани наши посетители, синоќ ќе дојде, почнаа да се представува, да ја побара оваа монографија и така натаму, и задоволството е заедничко. Јас можам да кажам дека во неа дури има околу 500, над 500 фотографии, што не беше лесно да се собере сето тоа, остана уште купиште други работи, но најважно тука е се што има многу емоција. Книгата е пишувана со еден мој осврт на некој начин на сите оние настани кои поминале во сите тие години, но истовремено поканив и учесници во настаните кои зборуваат за себе и за настапите во Трпеица. Од година во година, Милчо, програмата е различна. Ја разгледував
И памтам дека претходните години имаше и прошетки со кајче, со фенерчиња, така гледам сега имате сосем други некои содржини, еднакво интересни и привлекуваат внимание. Видите, искуството ве учи што да правите. На почетокот сакавме малку да бидеме скромни, по таа скромност некако се да фатиме дека треба да има активности и предпланна и попланна и така натаму, но како што минуваа годините сфативме дека тоа е напорно и данас и за сите тие кои што се таму, затоа што претходно, односно првенствено луѓето се дојде да се капат, да се сончаат, да уживаат, покрај тоа и да се забавуваат, но мораме да менуваме и содржини кои гледаме искуството научеше што најмногу ќе може да фати место или корен, што би се рекол, и така веќе сега некако ја профилираме таа програма да има, како велиме ние, 50% музика, 50% говор и така натаму, 50% уметност, 50% забава и мислам дека успеваме со таа формула. Кажавме дека синоќа се отвори со промоција на монографијата, имаше и прв настап имаше квартетот женски од Охрид Harmonix, беа прекрасни со избор на музички numери, акапела пеа цело време како хорски настап и беше навистина прекрасно. Вечерва доаѓа драмското студио Цвет со приказни со Драгана Боцевска. Утре вечер се нашите познати Владко, Броси и диџеј Марама ќе направат, се надевам дека е една фантастична представа. Како и секогаш и на секое место. На таква локација, можам да замислам како ќе биде убаво. Така, во четврток на пример е еден интересен ден каде што тоа забавата почнуваме со традиционалната кајакарска регата Номче Митрески, продолжуваме со еден мал пливачки маратон наменети за возрасти и за деца, а вечерта имаме една атрактивна активност, тоа е скалинадата во Трпејца или трката со куфери. Знаете, сепак објасните ни го што тоа е интересна, дојдов на идеја пред неколку години дека во Трпејца најтешкото е да ги однесете куферите и особено кога треба да заминувате, не ви се напушта местото, како да кажам, на некој начин е најтешко по скалинадата да се искачите и така ја нареков таа работа, бидејќи толку просторот се трка сам секој посебно, ги мериме тоа на секундарник нормално на штоперица и потоа најдобрите добиваат награди, се разбира символични, дали од рестораните, дали од некои наши спонзори, но најбитна е забавата. Годинава ќе не забавува диџејот Багзи и ја нарекувме вечерта златните 80-ти и 90-ти, значи до меѓувреме додека се надпреварите и малку подоцна, ќе има диско забава и ќе ги слушаме тие хитови во со кои некои генерации растеа. Куферите се празни билче или мора да се со нешто наполнати за да Јас мислам дека е најдобро празен и морам да ви откријам една атракција, тоа е мојот куфер од 80-тите кога бев студент и сега го продолжува животот и натаму. Да, со вака преку трките и специјално го чувам дома како некоја своја мајлија. Браво. Од другите дена што има? Еве вака сега на веднаш да се присетам, во петок ни доаѓа Куд Бисери или Геден од Бисери, тоа се на некој начин пеачката и група и оркестарот со Тања Узуновска Тренеска. Во сабота веќе започнуваме со еден концерт во кој представуваме и неколку документарни филмови, например 300 години од Саат Кулата во Охрид, тоа е на Охрид Ньюз и колегата Горан Момировски филмот. Ја исто така вечерта претходно, каде што се овие пеачката група и оркестарот, ќе имаме представување на Раскажи песно или Охрид убавмил од Илија Пиперковски, исто така премиера за во Трпејца. Во недела ќе имаме настан во кој ќе вклучиме и Националната установа библиотека Григор Перличев, ќе имаме представување на Прохорчинското евангелие, за разбира преку еден филм чиј автор сум токму јас, и ќе промовираме уште еден настан, а тоа е едно видео во кое се презентирани неколку охридски роднокрајни автори. Ако не се лажам, веќе понеделникот е исто така резервиран за уште еден настан, во кој што ќе имаме музички млади надежи, тоа е на затворањето. Актерката Марија Кондоска ќе има исто така интересен перформанс на затворањето, на која ќе чита поезија посветена на Охрид и Трпејца од повеќе автори, меѓу кои и Душко Нанески, и мислам дека нешто прескочи очигледно понеделникот пред тебе ако имаш програмата. Само подсетиме. Ова е програма во живо токму. Така. И
Имаме настани на вистина за секој вкус, за секој интерес, за секој години од 7 до 77 и најважно што луѓето се забавуваат и се наши гости. Она што е исто така важно е тоа дека сите настани се бесплатни, се организираат под отворено ведро небо и секогаш се молиме само времето да биде добро, да не дојде до некој прекин. Ни се случи една годинева анекдота, 3 вечери со ред да врни, моравме во саботата сите тие активности да ги споиме воедно и манифестацијата да трае барем тој ден за да ги почитуваме сите гости малку подолго, околу 3-4 часа, но никој не мрна, сите беа задоволни. Да. Не се ни сомневам, внуче ви посакувам многу успех уште долги години да се прославувате ова манифестација и што повеќе туристи и гости да доаѓаат. Да, благодарам многу. Ако некој го испушти, нека не биде навреден, навистина не може да ги биде, ето се гледа и самото тоа дека програмата е богата, а ние од ден во ден ќе ја надополнуваме и ќе ја градиме, а истовремено ќе ја информираме и преку медиумите. И благодарност и до Алфа телевизија. Росица, јас ти ја подарувам ова книга тебе, лично, меѓу првите примероци кои доаѓаат од мои раце. И истовремено им благодарам на сите колеги од медиумите во Македонија кои не поддржуваат. Нас не останува на крај да ги поканиме сите гости кои што сакаат да дојдат и да бидат дел од културно-забавната манифестација на Зајдисонце во Трпеца, да ги видат Зајдисонцата. Да, сите приредби почнуваат во 20:30 часот, оние главните. Така, кажавме се, опативме. Росица, се слушаме, се надевам убаво. Да. Јас само накратко би сакала да ве прашам, еве затоа што зборувавме, кои се вашите како охриѓани најомилени места во Охрид? Најомилени места во Охрид. Мене искрено, Слободанка, нема локација која што ми е омилена, бидејќи Охрид е навистина сам по себе прекрасен. Добро, ајде малку ќе бидам пристрасна, Кано е омилена моја дестинација, а од другата страна крај брежито секако Трпеца. Милчо, твоја омилена дестинација? Моја омилена се разбира родното место на моите родители Трпеца, каде што ми е куќата покрај брегот, а овдека убаво се чувствувам во паркот кај Свети Кирил и Методи, тука ми е некаде близко и библиотеката каде што во Мигов работам. Некои велат често блазесите имаш канцеларија која гледа кон езерото, ама искрени сме колеги, многу ретко можеме да погледнеме, освен на Охридско геврече ако земиме и покрај брегот да го така да го дегустираме. Ние Милчо најмалку го гледаме езеро. Најмалку сите велат блазесиви, да. Така како што јас најмалку, благодарам многу, како што јас најмалку го гледам снегот на Попова шапка, така и вие езерото во Охрид. Секогаш е тоа така. Многу ви благодарам и ви посакувам да си имате убав успешен настан и убав ден.